Добар ден на сите. Пред да ви се извинам за каснењето, од објективни причини беше, знаете. И почнуваме со денешната седница на Комисијата за јавни дејности. Согласно член 38 од Статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на Општина Битола денес 7.11.2023 година во 11 часот со предлог на следниот дневен ред, иако е сега веќе 12 и нешто. Точка 1. Програма за измена и дополнување на програмата за образование на Општина Битола за 2023 година. Точка 2. Одлука за давање на согласност за подпишување на меморандум за соработка во рамките на проектот EU4 Clean Air. Точка 3. Годишен извештај за работа на детската градинка Мајски цвет Битола за 2022-2023 година. Точка 4. Годишна програма за работа на јавната општинска установа детска градинка Мајски цвет Битола за 2023-2024 година. Точка 5. Годишен план за вработување во јавната општинска установа детска градинка Мајски цвет Битола за 2024 година. Точка 6. Решение за давање согласност на одлуката за добивање на согласност за работа на воспитните групи со поголем број на деца во детската градинка Мајски цвет, Коца Василевска, Славејче, Пеперутка, Качунка, Кокиче и Звездички. Точка 7. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време во детската градинка Мајски цвет Битола. Точка 8. Решение за давање согласност на СН сервис Део Центар за користење на името Битола. И точка 9. Иницијатива за формирање на сојуз на фолклорни ансамбли на Општина Битола. Го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за? 5 за, со тоа дневниот ред е усвоен и поминуваме на точката 1, програма за измена и дополнување на програмата за образование во Општина Битола за 2023 година. Имаме представник од Општина Битола и ве молам да се произнесете по точката. Добар ден. Измените во програмата за образование се пред се во буџетските средства, значи од Општината. Имаме зголемување на доместок за годишен одмор од износ од 9.200.000 и превозни услуги во образованието. Значи беа планирани 5.480.000, се зголемуваат на 7.480.000 согласно нели последниот јавен повик кој што беше за превоз на учениците. Во делот исто така во делот на блок дотацијата имаме зголемување за 25.584.000 денари во основното образование и во средното образование се зголемува блок дотацијата за 13.500.000 денари. Тоа се измените во програмата. Ви благодарам. Дали имаме прашања по точката? Повелите, колега Корлевски. Зашо се зголемуваат измените во образованието, во основното и средното образование, блок дотацијата за тие 25 милиони? Најголем дел од средствата се распределени во плати. Значи имаме зголемување на платите во основното и средното образование. Се зголемува блок дотацијата, значи во основното беше 506.998, сега е 532.582. Се зголемува значи за некои си 25.584.000 денари и тоа се во делот на плати, даноци, пијом, здравствено осигурување и слично. Значи зголемување на платите. Благодарам. Благодарам. Други прашања? Немаме други прашања по точката и преминуваме на точка 2. Одлука за давање на согласност за подпишување на меморандум за соработка во рамките на проектот EU4 Clean Air. Кој сака да се произнесе? Имаме некој да се произнесе по точката? Да. Повелете. Меморандумот ви беше ставен на разгледување, значи оригиналниот меморандум е даден во англиска верзија, бидејќи потписник на меморандумот е делегација на Европска Унија, преку Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги УНОПС, со кој што всушност треба да биде потпишан овај меморандум, бидејќи Општина Битола нема склучено никаков договор, значи обврзувачки во рамките на овој проект. Така што доколку имате било какви прашања по однос на меморандумот или проектот, слободно повелете. Благодарам. Прашања по оваа точка?
Повелете. Кратко околу проектот може да ни кажете више Значи, образовачкото? многу кратко, EU for Cleaner, односно EU за чист воздух, е проект на делегација на Европска Унија во Македонија, кој што е започнат да се работи, односно податоци за овој проект ни беа започнати да се бараат уште во 2019 година. Од секој одделение во општина Битола се избираа податоци за училиштата и градинките, односно на што се греат, колку струја трошат, колку нафта трошат, котлите во каква состојба се, колкаво е загадувањето произлезено од нив и така натаму, со што всушност се аплицираше преку одделението за животна средина до овој проект на Европската Унија и ете за среќа во 4 градови и Битола, општина Битола е значи вклучена во проектот. Во проектот учесници се градовите Скопје, Битола, Куманово и Тетово, за кои што се издвоени 10 милиони евра согласно проектот за распределување. Она што општина Битола треба да го добие во рамките на овој проект, значи има две компоненти. Првата, самиот проект има повеќе компоненти. Една од нив општина Битола не ја доби, значи се однесуваше на промена на автобуси и таа важи само за Скопје, а за останатите градови, значи имаме пошумување, односно засадување со садници и замена на грејните тела, односно на котлите за грејање во одредени установи со посоодветни кои што не вршат загадување на воздухот. Од сите податоци кои што беа испратени од наша страна како општинска администрација, во тоа време задолжен за проектот беше Владимир Костурски, а од сите одделенија се прибираа информации. Беа избрани 3 објекти за општина Битола за кои што треба да бидат променети топлинските котли долу, односно грејните целосно системи, затоа што се работи за многу стари системи кои што не само што не го даваат капацитетот на грејање, туку и предизвикуваат големо загадување. Тоа е системот во Централното основно училиште Стив Наумов и уште 2 објекти, градинката Пролет и училиштето Даме Груев, бидејќи тие се во непосредна близина. Меѓутоа, морам да нагласам една друга работа, дека по сумирањето, значи гледате дека се сумираше и се работеше доста долго, дури ова лето беше подпишан договор помеѓу делегацијата на Европска Унија и УНОПС за почнување за теренско фактички изведување на овој проект. Во овие изминати 2-3 години се правеа анализи во рамките на самиот проект. Во Битола беа избрани овие објекти, меѓутоа кога се состави комисија која што треба да биде задолжена за реализација на овој проект и ние имавме веќе иницијална средба со неа, со самата комисија и представниците на комисијата, ние веќе нагласивме дека во 2020 година ситуацијата на терен кога од нас се бараа податоци беше сосем поинаква, меѓутоа сега состојбата со градинката Пролет и училиштето Даме Груев е ново настаната, односно тие треба да бидат дел од новиот топловоден систем, кој што треба да опфаќа 35 јавни институции, односно јавни објекти од општина Битола. Така што ние го нагласивме дека како момент дека ова веќе не се совпаѓа со првичната проектна документација која што се состоеше во самиот проект. Така што имавме техничко лице, увид инженер кој што дојде во рамките на проектот минатата недела. Теренски ги посетивме сите објекти и тие нормално го зедува во предвид тоа што 2 од објектите ќе бидат приклучени на топлификација. Следниот договор е да го доставиме писмениот допис и тие 2 објекти да бидат изземени, меѓутоа да бидат заменски третирани други објекти. Станува збор значи за промена на топловодни системи во тие објекти кои што нема да имаат толкаво загадување, од друга страна ќе дадат многу поголема топлинска енергија, односно подобри услови за работа. Ние би барале во случајов да имаме топлински пумпи во замена за овие котли кои што ги имаме и ќе видиме дали загревањето би било на газ или на некој друг реагенс кој што
прифатливо нормално треба да се изведе според проектот првичните наши идеи. Рековме дека се топлински пумпи и дека можеби како заменски објекти ќе се понудат училиштето и градинката во Стрелиште и училиштето и градинката во Буковски ливади, бидејќи тие не припаѓаат и не можат да бидат опфатени ниту со проектот на топлификација, а во иднина доколку ја имаме ниту со проектот на гасификација. На работа кога прв пат е аплицирано за овој проект? Документите се работеа, сега не ме држете за збор, јас ги имам само моите известувања од она што јас ги праќав податоците, зборам за делот на електрична енергија и потрошувачка, се собираа некаде во 2020 година. Точната апликација сепак треба да го контактирам Костурски кога е испратена, меѓутоа имаше јавен повик и некаде мислам дека 2020 кон крајот или кон средината е пратено и аплицирано. И благодарам. Ви благодарам. Други прашања? Констатирам дека нема други прашања и преминуваме на точка 3. Ке ги разгледуваме заедно до точка 7, затоа што сите се од јавната општинска установа Детска градинка Мајски цвет. Би ги прочитала сега и представникот ќе се произнесе по истите. Точка 3. Годишен извештај за работа на Детската градинка Мајски цвет Битола за 2022-2023 година. Точка 4. Годишна програма за работа на Детската градинка Мајски цвет Битола за 2023-2024 година. Точка 5. Годишен план за вработување во Детската градинка Мајски цвет Битола за 2024 година. Точка 6. Решение за давање согласност на одлуката за добивање на согласност за работа на воспитните групи со поголем број на деца во Детската градинка Мајски цвет, Коца Василевска, Славејче, Пеперутка, Качунка, Кокиче и Звездички. Точка 7. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното време во Детската градинка Мајски цвет Битола. Молам представниците од Детската градинка да се произнесат по истите. Јудуго Мајски цвет Битола, како дел од општественото организирано предучилишно воспитание и образование, реализира дејност од посебен општествен интерес и е составен дел на единствениот воспитно-образовен систем. Годишната програма за работа со деца од предучилишна возраст представува документ од јавен карактер, кој што е усогласен со современите општествено-демократски движења кај нас, како и со декларацијата и конвенцијата за правата на децата. Со годишната програма за работа се определуваат програмските задачи, тоа е содржините за работа за 2023-2024 година. Оваа програма е во согласност со Законот за заштита на деца, програмата за воспитно-образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки, како и со тезите доставени од Министерството за труд и социјална политика, Упатството од Бирото за развој на образованието, стандардите за рано учење и ран детски развој, педагошката теорија и пракса, Конвенцијата за правата на детето од Обединетите нации и препораките од Министерството за труд и социјална политика. Сега, по-конкретно, што би било тоа што би интересило присутните за годишната програма? Со годишната програма основата на годишната програма е програмата за рано учење и развој, стандардите за рано учење и развој, документ кој е изработен од Министерството за труд и социјална политика и канцеларијата на УНИЦЕФ. Условите што ги обезбедува детската градинка за реализирање на целите, задачите, програмските содржини, позитивните искуства, сите тие кажуваат се основа за составувањето и пишењето на нашата програма. Сега, примарно се предвидуваат следните стратегии и педагошки акции, имплементирање и спроведување на суштинско и содржинско знаење на стандардите за рано учење и развој кај децата од 0 до 6 годишна возраст, целосно имплементирање и практично спроведување на пропишаната педагошка евиденција и документација, како во пишување, така и во електронска форма, практично и континуирано водење на досието на детето, како во пишувана, така и во електронска форма, континуирана работа на планот на самоедукација и стручното надградување и негова реализација, изнаоѓање нови форми и начини за инволвирање на родителите во институционалното воспитно-образовно делување и уште многу други аспекти.
Вака, јас би предложила директорка. Добро, може и на извештај да се Така, пофалите. да, Ако има може се. прашања, колегите ќе прашаат, така да Така, во кратки добро. црти Да. произнесете се. И сега во однос на извештајот за работа, имајќи го во предвид изнесеното во извештајот, може да кажеме дека програмата за работа во градинката во учебната 22-23 година е реализирана со синхронизирана активност на сите извршители на дејноста, со посебен акцент на реализацијата на згрижувањето, воспитувањето, образованието на децата, во рамките на подобрувањето на во извештајот исто така се подобрувањето на квалитетот на работа, воспитно-згрижувачкиот образовниот кадар максимално се ангажираше во развивањето на формите, методите за работа, применувајќи соодветни нагледни дидактички средства и материјали. Обезбедена е квалитетна исхрана за децата што престојуваат во нашата градинка, подобрени се условите за престој на децата во градинка, со обезбедени подобри услови во областа на капиталните активности и тековно одржување и набавка на потребни средства за нормално функционирање на установата. Од бројните активности наведени што во извештајот се гледа дека ова учебна година нашата установа вложи максимални напори за подобрување на воспитно-образовната и згрижувачката дејност во сите сегменти на делување. Во однос на планот за вработување, морам да кажам дека овој план за вработување вклучува вработување на технички персонал и административен персонал, додека давателите на услуги, воспитувачите и негователите не влегуваат во овој план за вработување. Во моментот со планот бараме 6 вработувања, 1 хаусмајстор, 1 готвач, 2 хигиеничари, 2 садомијачи. Имаме едно напредување од помлад советник во виш советник, како след на напредување во однос на вработените, така, да. Кариерно, така, што се следува после определен временски период. Во однос на бројот на деца во групите, бројката е од 30 до 32 дечиња во некои помали групи, во зависност нормално од самиот простор каде што престојува групата, се определува и кој е максималниот број на деца кои можат да се бидат згрижени. Друго прашање беше за работењето на градинката. До 5,5 часот ќе бидат отворени градинките. И се мисли, че дека тие беа сите точки што беа наведени во однос на... Добро, ви благодарам директорка. Прашања, повелете Извинете, колега. после точката друга за продолжување за работното време, се уште немаме помината точката како совет, меѓутоа на одредени градинки веќе постои известување дека работното време се продолжува до 16:30 часот. 16:30 треба да ги земат дечињата од градинката, за потоа имаме уште еден период кога треба да се исчисти градинката, значи тоа треба сега да се определи. Добро, до сега работевте до 15 часот, така? Не, до 4 часот дечињата ги земаа последно. Добро. Сега е 16:30. Дали- Значи половина час продолжуваме. Добро, во тој продолжиток ќе останува воспитач со децата или некој друг ќе ги пази? Воспитувач. До крајот Да. на работното време, значи до последното дете. Децата треба да бидат земени до 4:30, затоа Добро. што после имаме активности каде што мора да се исчистат занималните сите простори во градинката. Значи 4:30 ќе биде последното. Да е последното детенце, меѓутоа после има работа што Во ред. с хигиеничарите си Ви благодарам. оборвуваат својата работа. Благодарам. Други прашања? Повелете, колега Ковски. Во однос на вработувањата, овие што ги барате, вие по пат на пензионирање ви се или што? Па имаме недостаток на кадар затоа што со самите пензионирање не биле вработени нови лица и тие места останале непополнети. Ново отворени, не се... Не се новоотворени, не. Има и пензионирања, сите се... Празни, знаете дека се Само од претходната хаусмајсторот е година не може да се... новоотворено. Хаусмајсторот ќе биде новоотворено, затоа Новоотворено. што немаме досега хаусмајстор, додека и готвач. Овие другите сите си беа постојачки вработени, што ете со времето се пензионирале, а не биле одобрени согласности за вработување. Добро. Благодарам. Други прашања?
Немаме други прашања и поминуваме на точка 8 од дневниот ред. Решение за давање согласност на СН Сервис ДО Битола за користење на името Битола. По него нема расправа, ќе одлучиме со гласањето. И 9-то, иницијатива за формирање на сојуз на фолклорни ансамбли на општина Битола. И за ова иницијативата ви беше доставена, ја прочитавте, така да одиме на гласање, преминуваме на гласање на точките од дневниот ред. Точка број 1. Програма за измена и дополнување на програмата за образование во општина Битола за 2023 година. Кој е за? 4 гласа за. Едногласно од присутните. Точка 2. Одлука за давање на согласност за подпишување на меморандум за соработка во рамките на проектот EU for Clean Air. Кој е за? 4 гласови за. Точка 3. Годишен извештај за работа на детската градинка Мајски цвет Битола за 2022-2023 година. Кој е за? 2 гласови за. Воздржан? И 2 гласови воздржани. Точка 4. Годишна програма за работа на детската градинка Мајски цвет Битола за 2023-2024 година. Кој е за? 2 или 3? Годишна програма? Да. 3 гласови за, воздржани, 1 воздржан. Точка 5. Годишен план за вработување во детската градинка Мајски цвет Битола за 2024 година. Кој е за? 2 гласови за, воздржани, 2 гласови воздржани. Точка 6. Решение за давање согласност на одлуката за добивање на согласност за работа на воспитните групи со поголем број на деца во детската градинка Мајски цвет, Коца Василевска, Славејче, Пеперутка, Качунка, Кокиче и Звездички. Кој е за? 4 гласови за. Точка 7. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време во детската градинка Мајски цвет Битола. Кој е за? 4 гласови за. Точка 8. Решение за давање согласност на СН Сервис ДО Битола за користење на името Битола. Кој е за? 4 гласови за. И точка 9. Иницијатива за формирање на сојуз на фолклорни ансамбли на општина Битола. Кој е за? 4 гласови за. Точките од дневниот ред се исцрпени и со тоа седницата е затворена. Ви благодарам.